Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани гледачи, добродојдовте во неделното издание на Гласот на народот, 18 јуни 2024. Особено го потенцирам овој ден, бидејќи многу ми значи. Бидејќи на овој ден бев навистина честно е да кажам горд татко станав. Пред неколку години, некоја деценија ми се роди ќерка Кристина, која е мојот асистент. Не случајно ја спомнам Кристина, од причина што тоа е вистински подарок за секој родител, особено за мене. Пребогата со инвентивност, иновативност и благодарам за незиниот дизајн и композиција на ова емисија и сите емисии. Толку беше мојот поздрав до мојот асистент. Во интерес на времето што навистина ова Жешко пред лето, да речем, уште неколку дена, не очекуваше 2 дена, толку не чека летото официјално. Новите температури ги поминувате, знам, со ладно пирце и убави фудбалски надпревари. Јас сум тука некаде во пауза пред настапот во 16 часот. Добар фудбал и во 21. Ако сме 21, морам да ви кажам дека минатата емисија, тоа што е прва емисија после 1913 Букуреш, по Божја волја и промисла ја реализирав токму во оваа вистинска телевизија, а ја планирав да ја реализирам, да бидам искрен. Ја 16 години го терам Гласот на народ, 24, пардон, а на 16 телевизии. И велам, ајде да ги соберам сите македонци во соседството после 1913, не можеш. Но еве, може би што е попска телевизија. Реков, да, не со почет го кажу, и се оствари. И по ваше барање, почитувани од диаспората, ве поздравам во Швајцарија, Златко Николовски, сите наши македонци, ќе репризирам во петок, во 21 часот. Создаде голем интерес таа емисија и еве, ќе ја исполнам таа жалба. Вечерва, почитувани, задоволство ми е што го поканив заменен голем експерт, аналитичар Милан Стефановски, военно-политички аналитичар, ќе му посакам добро вечер и добро дене. Добро ве најдов. Со оглед дека господин Стефановски ве следам во низа и следам вашите анализи, оценки, кои навистина дават за право да речам Македонија има со кого да се, не само горде, да биде среќна дека има умни глави, умови кои знаат, умеат како да ги проценат ситуациите во државата. Не се паушално. И затоа за право ми даде да ја дефинираме денешната тема, владата на Мицкоски, чистење на Рамилокот и корупцијскиот плевел. Зошто ова тема третирам? Имајќи факт дека како доаѓаат, заминуваат джентлменски договори меѓу политичарите, криминалот си останува, криминалците ќе си ги напунат бродовите, заминуваат и стануваат мултимилионери и милиардери. Редно е денеска, на овој ден, 18 јуни, еве, му се обраќам пак на господинот Христијан Мицковски, да, јас, ова е трето моје обраќање до вас, господин Мицковски, ветувањето што го дадовте и на вашето вчерашно обраќање, дека ќе донесете Македонија во вистинска смисла на зборот на својот дигнитет, честност, честитост. Рековте дека ќе се поклонувате на народот, се поклонивте, ќе бидете, сите политичари ќе бидете слуги на народот, што е априори. И ве држам за збор дека ќе се борите против криминалците, криминалот, корупцијата. Бидејќи тоа е најсвето нешто што еден политичар ќе го направи за својот народ. Господине Стефановски, уште 20 секунди, бидејќи 5 минути според јас зборам, цел живот сум во информативна програма.
нашата емисија ќе третираме Македонија, свет Македонија. Го прифаќате дневниот ред? Секако, апсолутно. Усвоен со двотретинско мнозинство. Така. Поздрав до нашите гледачи во Дајтона. Кои не гледате, ни испратија пораки. Елена Петковска ја поздравувам и семејството. Рековме дека не следат и преку Мактел во Канада, Соединените држави, Централна Европа. Вчера се навршија, или денеска поточно, 6 години од подпишувањето на договорот од Преспа. Подписниците повика тој да се почитува. Ова го земав као наднаслов. Што е парадоксот? Парадоксот е што тој документ е октроиран. Значи донесен е на мускули, без волја на народот. Го почитувам ставот на народот, а тоа е плебисцитарниот начин на изјаснување, значи преку референдум, рекоа non пасарат. Нема да го прифатиме така. Но се случи, се прифати, јас го почитувам. Тоа е еден дел од нашето секојдневни вистина. Нема да се конфронтирам, нема да се спротиставам. Се до моментот кога ќе бидеме вин-вин ако се согласите, а од друга ситуација, сторителите кои скршија и не го почитува гласот на народот, денеска ликуваат во Атина и го критикуваат господин Мицковски, порачувајќи му да не се дрзне да го прекрши договорот од Преспа. Како аналитичар, што би додале? Најпрво ви благодарам на поканата и на честа да учествувам во емисија со таков историски контекст како што е гласот на народот. Се придружувам на честитките на роденот на вашата ќерка и ги упатувам честитките на нашата диаспора. Го спомнавте Златко Николовски, по следните околности. Ве поздрав многу ви кажам. Да, своевремено кога ги формиравме задграничните комитети, кога бев дел од структурите на ВМРО ДПМН, имаш активно учество во диаспората во Швајцарија и дадовме убедлива победа и донесовме пратеник од диаспората и големи поздрави до диаспората. Без која не може да се функционира, во секој случај согласно. Секоја сериозна држава, матицата и диаспората треба да имаат еден стратешки однос и ние треба да имаме стратешка почит кон нив. Но тоа е една тема која можеби ќе треба да дискутираме во некоја следна прилика. Во делот на прашањето за Преспанскиот договор, тој е неопходен договор, колку да е тој болен за нас, со оглед на меѓународните околности, беше наметнат. И доаѓањето на власт низ призма на тие геостратешки позиции на СИРИЗА и на СДСМ преку Зоран Заев, надзираше контекст дека се градат предпоставки дека треба да се направи некој посериозен пробив кон членството на НАТО. Суштински меѓународно право не знам зошто е споливо членството на НАТО и договор како што е Преспанскиот, ако ги гледаме и примерите низ призма на Украина. Таму вие во Украина земја која е во војна, но критериумите во однос на членството на Европската унија. Да, и тоа зборува само по себе дека меѓународната сила практицирана преку меѓународното право не е ферски настроена кон сите држави. Веројатно таа е и реалност. Зашто тој диспаритет, тој двоен стандард? Видете, проблемот не е само во меѓународната заедница. Проблемот е можеби кај нас. Ако од политиканството, од сервилноста, од клиентелизмот? Ако во една држава или во едно семејство не постои единство и постои разногласие и постои голема желба за власт и таа да биде практицирана кон рушење на својот опонент, тогаш вие вашето ткиво е разградливо и тогаш вие сте мета на посериозни држави и тогаш меѓународното право можеби нема да важи за вас, исто како што важи во други држави и ќе бидете Теорија на сила, реал политика. Да. Кај што има сила, правда нема. Апсолутно. И видите, ние во контекстот на нашата географска положба, геополитичка, ние сме едно ранливо општество. Тоа што сме ние ранливо општество, сме можеби виновни сами себе. Политичките партии низ призма на голема желба за власт, можеби ги запоставија механизмите за градење на стратешко единство во државата,
опонентите меѓу себе за да видат на власт се дискредитираат, заборавајќи дека тоа не е стратешки потек, бидејќи нашите стратешки интереси не беа комплетно затворени во однос на балканските земји и ние сме плодна почва за политика која се спроведе низ во реалниот наш живот. Ние сме современици на овој договор кој е неопходен и минувен и можеби не принципилно донесен, но тестот на времето во историска димензија и околностите кои во светот нели се менуваат, можеби нема да го издржи или ќе дојдат можеби други околности поповолни за нас. Јас го гледам Преспанскиот договор и носењето на него како можеби и Божја промисла да преживееме во ова немирно море, бидејќи сепак на крајот членството на НАТО нас не дава некаква сигурност во однос на околностите во светот. Имисот, односно и Ципрас и Заев, колку и да се обидуваат во Атина да ликуваат или да го слават овој договор, ги демонтира самата статистика. Денес имаше една анкета во Грција, беше 28, односно 30% од грците се позитивно настроени кон македонците, но големиот остатен дел не се за членство на Македонија во Европската унија. Тоа говори фактот колку они домашната задача како држава ја имаат спроведено во однос на микроменаџирање на политиката, односно дали тоа стратешко партнерство за кој засана целата меѓународна заедница е ефектуирано во Грција и дали таа е спроведена на реална политика. Ако кај нас, мислам дека имаше минатата година и оваа година исто така анкета, за разлика од грците, ние грците ги сместивме во кампусот на пријателски земји, на пријателски народи, за разлика од бугарите. И стратешки партнер. И као стратешки партнер, но креирањето на јавната политика на одредена власт и носењето на таа доверба кон граѓаните, различно, перцептивно ги гледаме односите. Во таа смисла, несудените нобеловци ќе се соочат со прашањето што донесе Преспанскиот договор важно за државата. И за нашата и за нивната. Членството на НАТО е реализирано, имаме ние некој безбедносен чадор, но во економскиот дел и во политичкиот дел нас не обезбеди стабилност? Не. Затоа што тоа може би беше злоупотребна платформа на креање на други коруптивни действија во државата, криејќи се за тоа дека ние сме членка на НАТО. Да, ние сме членка на НАТО, но на 11 април Freedom House објави извештај дека ние сме земја која постои висока корупција и на 23 април, ден пред изборите, Стейт департментот од нашиот стратешки партнер имаше извештај дека Македонија владее, односно канцер на корупција во високите ешалони. Тоа е таа тема која ние денеска ќе разгледаме и тема која ја надополнува првата потема што натекнавте. Ако ви имате силно коруптивно општество, никогаш нема да бидете сериозен меѓународен партнер и секогаш ќе бидете подложни за прокси играчи кои немаат иста визија за Балканот како ние и нашите стратешки партнери. Да бидам искрен, изјавата на господинот Мицкоски беше стамена, чиста и сигурна. Фактички неговата порака беше упатена до секој партиципиент во политичкиот амбиент, дали од неговата политичка партија, дали од коалиционите партнери, дали од другите коалициони партнери, со оглед дека нема без милост. Имајќи го фактот дека господин Мицоски остана доследен на својот став, дека нема шанси да нешто превземе околу француско-бугарскиот договор, наречен бугарски диктат, истре. Значи тоа дека може господин Мицкоски веднаш у старт да ја земе работата во своји раце и да го донесе тоа што го очекува народот со децени, вистинскиот момент да злосторниците бидат задржати. Ќе завршам. Романија, двајца премиери се најдоа за решетки. Дали Македонија ќе го имаме тоа? Од коруптивен аспект. Од коруптивен, да. Ако земји сериозни од типот на Соединетите американски држави или институции кои одблиску ја следат перцепцијата на корупцијата во државата, познатите американски црни листи, на некој начин праќаат порака дека
во Македонија има висока корупција. Зошто, ако се нема докази или има докази, и постојат основни сомневања, без разлика на политичката функција, дали тоа бил премиер или подпредседател или вице-премиер, не биде зад решетки, без прито да има политички прогон или политичка одмазда, ако де факто и де јуре постојат експлицитни докази за висок криминал. За да надополнам вашата теза, на 8 мај по приврачувањето премиерово заменување Димитар Ковачевски, во последниот дел на говорот, ќе пробам да го парафразирам, цитирам, е малце потешко, бидејќи е подамна, но он вели: јас заради државните интереси не можев да си го кажам она што сега сакам да го кажам, а тоа е дека јас 2 години живеам во атмосфера дека повеќе е важен пиарот него суштината, повеќе е важна површината него длабочината, и една клучна реченица, тоа е дека во Македонија владее системска корупција. Јас очекувам јавниот обвинител по добрен глас да го повика премиерот, бившиот премиер Димитар Ковачевски, за каква системска корупција говори, дали он ги поседува информациите како бивши пример за корупција, зошто не се справил и зошто не е пријавил неа. Ете основ, колку да се обидува он, можеби да прати порака на неговите претходници, биле премиери Зоран Заев и така натаму, дека он живеел во таа атмосфера, зошто не ги пријавил кога бил премиер? И зошто не постапил ако имал основни сомневања? И тоа е пораката на што едниот премиер и мандатар треба да ја свати сериозно и да ја примени. Ако вие имате од бивши премиер јавна практично признание дека постои системски криминал и од меѓународните фактори, тогаш вие имате ветер во грбот, да сериозно се нафатите да еднаш за секогаш да почнете да расчистувате за корупцијата. Корупцијата како феномен не може да се уништи, таа може само се стави под контрола и нормално систематски да ја елиминирате. Корупцијата, колку да е дефиницијата, дека таа представува злоупотреба по дефиниција на службена положба, внимавајте, за стекнување на приватна корист за себе, во подфеномените на корупцијата, непотизмот, клиентелизмот, митото, перењето на пари, протекционизмот, се феномен кој државата сама ги субвенционира. И ќе ви објаснам преку еден едноставен пример. Ако државните институции се урнисани и ние како граѓани немаме доверба во државните институции, затоа што тие се партизирани и дека постои системска корупција, според Ковачевски, според сите меѓународни фактори, на ешалон на институционален. Вие, како граѓанин кој не верувате во институциите, сте приморани да посегнете кон протекционизам, кон мито, кон корупција, може би да влезете во политичка партија за да може да се снајдете вашите основни човечки права да ги реализирате затоа што се приморани. Тоа е многу болен феномен на граѓанинот. Ние сме дојдени до фаза да самата држава луѓето да ги тера да бидат коруптивно настроени. Може би не да крадат, но коруптивното однесување според феноменот на корупцијата и протекционизмот, и клиентелизмот, и непотизмот, и митото, и така натаму, и така натаму. Тоа е еден феномен кој ја разорува државата, и затоа ние немаме инвестиции, затоа имаме ние политички кризи, затоа можеби и странски влади можат да субвенционираат политички партии кои сакаат да ги остварат своите цели. Преспансиот Белград може дошол до таков феномен да биде пристапен. Може би се други стратегии вклучени во одредени процеси за да дојдеме ние до таков неповолен договор за државата. Тука јас начинав една емисија со господинот амбасадор Ристо Николски. Го имав тој документ, беше, бидејќи сум новинар систематичар, чувам информации, негувам да ги истражувам и никош не ги запоставувам. 150 милиони марки на времето, господинот Мицотакис искористил од државниот трезор на Грција, стариот Мицотакис, за да направи антимакедонска кампања. Во тоа време ги искористил соросоидите, кои денеска преку ноќ стана големи помаровци.
мора народна забелешка и новинарска забелешка. Јас сум принципиелен. Ако еднаш си полука на мајката, се вика Македонија, се учествува во незиното разединување, девалвирање, промена на името, а тоа чини, не може, тоа чини, а тоа е уништување на тоа што е Божие благо, националниот трезор. Денеска имаме такви соросоиди, кои денеска, верувајте ми не, нови 65 години животна доба, не можам и не сум бил никогаш клиентелиста или антимакедонски настрој. Меѓутоа ми пречи господин Стефановски од причина што го спомнате Преспанскиот договор, кој е резултанта на изјавата на господин Ѓорѓе Иванов, кој кажа името е сменето за 150 милиони евра. Од друга страна, како се подудара, да речам, 150 милиони марки и цотакис. Дали таквиот начин веќе пред 93 година, тоа се колку 32 години, веќе се зема голем замав, големи фундаменти, голема нетворк има и та метастаза отиде длабоко, многу далеко. Како да се сречне да ги одбраната на само вака, јас за воља на гледачите и на тоа што јас представувам како мисла, мора ние соодветно и прецизно да правиме дистинкција меѓу стратегијата на Фондот за отворено општество предводена од Сорос и американската политика. Секако. Тоа е многу важно. Второ, договорот од Преспа по било какви околности е дел од уставот и меѓународен договор, а ние во меѓународното право мора да ги поштиваме меѓународните договори. Апсолутно. Внимавајте, немојте да бидете сигурни дека во вакви меѓународни околности нема играчи, прокси играчи, значи трети играчи, кои преку своите влијанија и разузнавачки апарати не сакаат да го суспендираат Преспанскиот договор. Ако вие го суспендирате Преспанскиот договор и направите од Грција непријатен, и имате проблеми меѓународни, каде што имате интензитетна војна меѓу Русија и Украина, односно меѓу Западот и источните центри. Некој го посакува тоа? Тоа, затоа кажав јас дека треба да внимаваме дека некој сака можеби ова да го позиционира онака како што не е потребно државата. Ние, верувајте, ако во тие 6 точки во американско-францускиот патога сме на 8-то, каде што во Западен Балкан има недефинирани Босна Федерација во општествено политичка смисла на перцелизација на држава и Косово со нерешен статус. Влеземе ли ние во таа динамика? Не верувајте во некоја нова Јалта, ќе идеме тема на подкусурување. Ние сме платиле со крв цената да бидеме членка на НАТО. Ние учествувавме во мировни мисии во Ирак и во Афганистан, кога и не бевме членка на НАТО. И беа повредени наши војници, ако се сеќавате. Апсолутно, нас ме беше тука и ги, ги награди со сребрена звезда. Но ние за тоа американско-македонско стратешко партнерство сме дале премногу. Не го добивме на тац, да. Апсолутно не сме го заслужиле. 99 година ги отворивме портите за интервенцијата на Косово, давајќи ги од целата наша комплетна логистика. Да. И небо што изјави Весли Кларк во една ситуација. Апсолутно. Значи, тоа партнерство ние сме го заслужиле, но наши да го негуваме. Можеби ќе дојдат историски моменти во перспектива каде што некоја нова генерација, некои нови светски околности, уставното име ќе биде неоспорен факт или ќе си го вратиме или никој не може да го земе тоа што сме македонци. Дали има некој ексклузивно право на зборот? Македонија повеќе пати зборот, тоа е универзална вредност, господин Стефановски. Македонија. Затоа што грците го голтна во Преспанскиот договор зборот и предавката македонски. Затоа што јас ќе ви кажам, тука е, јас вчера разговарав со Метју Немиц, телефонски разговарав, бидејќи има притисок од поединецот, човекот што од Атина испраќа Абер и пораки, не сакам името да му го спомнам, и се ставија ембарго. Разговарав со господин Никос Кодзија, сега отворено зборам. Јас сум новинар кој правам ексклузивни интервјуа. А ве 30 години сте во новинарството, кој 44 сум во мас медиуми, меѓутоа еве 24 го ја терам само ова емисија, да не зборам. Господин Немиц поздрави, не ја поздрави македонската држава, народ, сето она. Меѓутоа не би можност да ми даде денеска интервју, јас сакав да биде дел од нашата емисија денеска, но господинот Немиц во една ситуација
2016 нашето големо интервју по неговата резиденција не беше за ерга омнес. Он рече, да не збор, да го кажем на англиски, значи само промена на акронимот на привременото име ПЈРМ, значи за меѓународна потреба. Историски факт е дека имало понуда ние да имаме меѓународно име, внатре да бидеме Република Македонија, но повторно верувам за да дојдете вие до Преспански договор, мора веројатно да најдете некој политички тип од Зоран Заев, за да вие немате преговарачка позиција. Да. Дали он бил компрометиран се, нели, ние анализираме, дали биле потребни многу пари. Вие имате преговарач кој бил спремен да прифати се. Со компрометирана тогаш позиција, со така наречени бомби и така натаму, таа операција нели е позната на македонскиот народ и сме денеска таму кај што сме. Да. Но ерга омнес е веројатно резултат на слабите преговарачки позиции што ги имала тогаш државата. Не само тоа, според Иус Генерис, значи нас вродено право, секој има право според своето лично перцепирана неговата душевна, да речам, ситуација како ќе се представи, дали во локално или на меѓународно ниво. Така да зборот Република Македонија или Македонија, како што се изјасни председателката Гордан Силјановска, господинот Робин Онил, правиот медијатор за гласот на народот, изјави дека никој нема право да ви го спречи правото на само изјаснување, само дипломирање. Највисокото право, личното право и правото на само изразување и само пределување, и тоа ги побива сите... Со кој почива и повелбата на Обединетите нации, членот 4, и дел од заклучоците на Европската... Сега, додека сме повелбата на Обединетите нации, членот 5, каде што вика дека единствено право на војна е правото на одбрана. 67 година Израел прекршува тоа право со превентивен напад на секој, кажам што во кој контекст го зборувам, напаѓа египското воздухопловство. Понатака тој исклучок веројатно се направило и Соединетите американски држави 2003 година во својата доктрина, тие имаат претходна доктрина, но ја употребија за превентивен напад на Ирак како одбрамен механизам. За да денеска Русија превентивно ја нападна независна Украина со изговор дека исклучоците стануваат правило. Нарушено е меѓународното право. Според заклучоците во Швајцарија и тие држави кои можеби од било каква стратешка природа го нарушиле, сакаат да го вратат меѓународното право и меѓународното хуманитарно право во игра како единствен гарант за мир. Затоа што ако вашите на некој начин поединечни стратешки игри станат правило, тогаш не постои меѓународно право. Во овој контекст го говорам дека и големите земји сакаат да го почитуваат меѓународното право. А ако се почитува меѓународното право, тогаш и нас никој не може да ни го земе нашето право во однос на користењето на уставното име и да накануваме така. Се е ревизиабилно, сите договори може да бидат ставени под ревизија ако некој издржат на историската димензија на времето, така да македонскиот народ нека биде оптимизам, нека го гледа ова како една немиловна состојба да бидеме дел од западниот НАТО сојуз како потреба која ќе не заштити од глобални закони. Ниједна земја не е спремна да се заштити од глобалните закони. Согласно, поддржувам тој став, бидејќи Македонија не може никаде ако не биде во друштво. Големите земји не може така во Македонија. Тоа напоки него обезбеди и тоа нека ни биде на некој начин можеби она светла точка од тие повеќе темни точки како сме стигнали како до членството на НАТО. Но господин Стефановски не спе да се забунемари и злоупотреби и запостави геостратешката позиција на Македонија. Двата коридора исток и запад, крстот е во Македонија, на 130 км северно од Солун, и тоа ќе го кажам, ќе ги подсетам гледачите, 96-та си имав средба, меѓу другото со некои мои колеги, во Вашингтон со Нордингер, кој бараше да го релаксира јужното крило на НАТО, 130 км северно од Солун. И не случајно беше избран криволок. Не случајно е на држава поранешна социјалистичка федеративна република Југославија изгради голем тренинг центар, пазите, 22 милиона народ,
четврта европска сила, осма светска сила го избрала. Значи, сакам да поентирам тука, дека Македонија не е некое слепо црево. Простите ми некој санитарен чувар, простете. Меѓутоа, Македонија е многу силна геостратешки. Од друга ситуација, завршувам овој контекст, ако збориме за НАТО, поддршката, Македонија безрезервно поддржува. Нашата соседна Грција организираше НАТО, анти-НАТО кампањи 99. Да. Грција не може да се пофали премногу во однос на, нели, она има веројатно многу стратешка географска положба во однос на излез на Средоземно море, Егејското море, и она и Турција често знаат да прават искрузија во однос на лојалноста кон партнерите. И да им се погледни низ прсти. Апсолутно, да, се вие 80-тите години, 19 ноември, Левичарска туристичка организација има 17 ноември, да, се коригирам, има убиено западни дипломати повеќе од било каде. Ние сме докажан сојузник на САД и на Европа. Нашата стратешка положба во однос на геополитиката од Бизмарк, од Вардарска долина, од кој контролира, и од Љубиша Гергиевски, Македонија постои затоа што никој не може да се договори која има владе со Балканот и така натаму. И диоптријата што ја користат американците и французите во однос на последниот документ, дека ние во 8 точка сме сериозен нивен партнер и да останеме во фокусот на Европската унија. И декретот на Вудро Вилсон 1913-14 кој беше за околу Македонија. Премногу историски факти постојат, но ние треба умешно да ги користиме и не треба да гледаме кон исток. Дали треба клиентелизам? Дали треба клиентелизам на политиканти, како што беше Зоран Заев, што да ја дерогира фактичката ситуација на државата? Визави се ова што го спомнавме. Клиентелизмот му помага, односно му комплицира состојбата на стратешкиот партнер да ве поддржи. Вие кои имате двотретинско мнозинство, кога имате 500.000 гласачи за себе, 600.000, да. Изборам и времето на Никола Груевски, и кога имате преговарачка позиција, посилна на масата, вашите стратешки партнери можат да помогнат, затоа што друга да кажете, таму има мнозинство, таму стои народ, таму преговорите треба да видат во оваа фаза. Кога имате вие хибридна влада, каде што еден политички Freedom House колку пати даде оценка дека е хибриден режим. Да. Апсолутно е така, но победи ВМРО ДПМН, но направи влада СДСМ, нели, со два претендик. Тоа е хибрид. Не е израз на демократската воля на граѓаните. Контрол, што викам, да се делегира, да се командува. И после имате феноменот типот на Зоран Заев. Меѓутоа, дали треба, имаме де факто и де јуре, значи, стои клиентелизам, промена на името, без воља на народот, референдумот, самите тие го признаат, дека не успеа. Самиот Зоран Заев, Државна изборна комисија, светот знае. Меѓутоа, заради тоа дали ги помина тие филтри за криминалот, за корупцијата. Јас не би рекол, бидејќи се пуштени низ вода. Со странците, странците може да ви помогнат, ама нема да ви дозволат вие да ја плашкате државата, мислам. Вие не ги крадете на некој начин, ти имате инвеститори тука. Ти сакаат да имате инвестиции, ти сакаат да имаат контрол, они сакаат да имаат контрола на ефективно општество. Сигурно нема сакаат да имаат контрола на безредие, затоа што корупцијата е малигно заболување. Ја од Детрит бев и есен сенатор имав средба, и вели господин Томич, имаме странски инвестиции, Джонсон контрол, Джонсон мети. Но битна ни е здрава политичка клима. Они инвестираат во здрави општества. Секако. Ако не инвестираат републиканците во здрави општества, ќе ви демократите ќе инвестираат во отворени општества. Ме разбравте. Секако. Значи, концептот на едно здраво општество кое има фундамент на правна држава е почва каде што вие ќе имате сериозни капитални инвестициски играчи, и за тоа стоат држави. А вие кои имате руинирана држава, кој што секој сака да краде од првиот до последниот, вие сте несериозна држава. Дали треба, што темата е, стои целова емисијата, чистење на рамилокот и корупцијскиот плевел, владата на Мицковски, што дадов као работен наслов. Какви се вашите визии, каква е вашата перцепција, имајќи фактот дека народот бара
решение, бара резултати. Народот бара она што го има регистрирано како мака и народот бара она И што му како е ветено. штета. И она што му е ветено. Значи, Се иселија 600.000 народ. да, и сега 2014 година имаше истражување каде што корупцијата беше проблем број 5, меѓу првите 5. Сегашното истражување кажува дека е помеѓу првите 3 проблеми во државата, ако не помеѓу првите 2. И иселувањето, кога ги прашуваат нели младите зашто се иселувате, проблемот е корупцијата, системскиот криминал. Дефинитивно. Вие кога немате институции, немате затоа што имате корупција. Така. Сега дојдеме до целта на емисијата. Која е мојата визија? Председателот или манатарот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски. Не е прашање дали сака, а сака, туку мора Императивно, да облигаторно. затоа што ако фуснота во политичка програма не е борба против корупцијата, тоа е суштина. Вие мора да се справите за да не се справи корупцијата со вас. Вие влегувате во војна безпоштедна и расчистувате безмилосна. И нема остапки, нема пазар, нема проједување низ прсти, затоа што тогаш нема да се разликуваш од тој претходно, затоа што очекувањата се многу поголеми сега отколку во СДСМ, затоа што вие сте дали одговор на проблемот во државата. Многу се важни ешалоните, вториот и третиот ешалон. Тоа е операцијализацијата, таму треба да биде професионален кадар, кој ќе биде отпорен на клиентелизам и непотизам, на партиски политички влијанија и треба еднаш за секогаш да се наметне и направи систем, а функционира во светот, да имате луѓе кои се добро платени и кои имаат исконска желба, енергија, фрустрација, визија, стратегија, да кои расчисти. не се инкриминирани, кои немаат некоја... Постои таков базен на луѓе. Секако Сега вистинскиот менеджер. Ти бе секојаш на страна, господин Стефановски. Се согласите со мене. Тие луѓе кои имаат тако потенцијал, цело време се ставени у позадина. Нема можност Еве да надежта на Христијан Мицкоски кај народот е дека он можеби е интелектуалец, и е интелектуалец, и е професор, и е вистински менеджер. А ако е вистински менеджер, треба да ги пронајде тие професионалци, да ги изведе на површина, да им даде ресурси и да им даде рок. И да им даде динамичен план. Секако. И очекување. И тие луѓе, ако тоа им е професија и се професионализира, Лакташите, значи, у старт, лакташите, тие што се упикуваат народност, бидејќи овој гласот на народ. тие ќе ви дадат Тие треба само да се една тргнат. важна слика. Знаете, вие сте шеф е најдобар, Тоа у старт треба се Знаете, вие отвори. влегувате после во една стаклена зона која што губите со Што беше равноста. пример со претходните, да бидам искрен. Некому му годеа да ти изборат едната страна и секој од нас има два ангела, речем, добриот и лошиот. Видите, долгото владење и можеби компромисите што сте ги правиле во однос на набирањето на тимот може на крајот од денот да ви испорача различна фактура. Никола Груевски имаше сенс за профилирање на професионалци во ешалоните, но он имаше други проблеми, познати на јавноста, не би сакала да ги дискутирам, но Христијан Мицкоски сега има мандат, има можност и да исправи, и да коригира, и да го подобри тој систем. Има и искуство, претходно да рече до каде грешката. Господин Груевски, он бил генерален сите секретар. кажат дека до 8-та, 9-та, кај што економски беше експанзија Македонија. Зашто ќе ви кажам? Тогаш беше Знаете, профилот кон Никола Груевски мора да го анализираме низ призма не на пропагандата и на оцрнувањето, туку на она што го е создадено како дела. Делата не се состават без тим, но секој греши. Поентата ми е, веројатно, од тој тим доаѓа и Христијан Мицкоски и он може да ги нотира тие проблеми и да ги коригира. Тоа е благослов на некој начин. Вие имате Како наравучение во секој случај. Вие се современици во тој контекст и вие тие грешки треба да ги коригирате. Апсолутно. Меѓутоа, Ако работи и греши. да, а секако, секој кој што работи и греши, но како е да речеме у секој случај видовме дека Дуи предводена од човекот кој дефинитивно без никаков сенс на човечност, хуманост, народна забелешка, достоинство, се работи за Лехмети, кој дефинитивно имаше еден таков сленг што недоличен. Не очекуваме од таков човек, некоја посебна култура и на однесување, но видовме дека моделот на носењето на законот за редефинирање, реорганизација за работењето на владата
видовме како се однесуваат од досегашната пракса, дека тие дали следнал на брашното или мораше од надвор, како што му диригира да се случи 2016-17. Има и друга информација и друга теза дека таму веројатно нема единство како што е прикажано во тој фронт. Има раскол и веројатно за се покрие тој раскол се гласа така како што се гласа. Но за ДУИ долгото владење, непринципилното владење, криминогеното владење, ДУИ го легитимираше, односно го профилираше како непосакуван партнер. Он го наруши Мајскиот договор и на еден начин му даде стави нож на грб на ВМРО да помане. И сега тоа го направи со СДСМ. Не знам зашто не се разговара помеѓу мите. И еве една порака до новинарите да се занимаваат со ДУИ како се постави на 8 мај. ДУИ со технички премиер како одговорност, како суверен во државата, бойкотираше парламент, председателски избори. Го бойкотираше својот коалиционен партнер, кој пред 5 години го поддржал, само да не победи партнерот кој сега го посакува за владење. Знаете кој хипокризија е тоа. Кој лицемерие и желба за власт. Вие имате премиер, вие се промовирате како Европски фронт, европско ли е тоа однесување, кажете ми вие. Да бойкотирате, направите уставна криза или криза... И народот не те сака. Зборам за ДУИ, самиот народ... Не, ама не, вие дали после сте посакуван партнер, кога вие сте спремни, имате премиер, ги имате сите државни полуги, да сакате да го бойкотирате изборот на суверен председател на државата. Можете му 2 минути да ми дадете само една оценка за СДСМ и ова приватизирање на неговото височество фотелите председател на СДСМ. Ја дадов повеќе пати оценки, можеби ретко од новинарите, реков таму че е катастрофа. Не Титаник, тотално фиаско. Дали овој начин на артикулирање, фаворизирање на неговиот наследник, господинот министер сега што претендира, или требаше сосема нов лик, не од овие четворица да дојде во СДСМ и да направи редефинирање, ресетирање? Таму сум за препастички и аналитички во голем дел разочаран и изненадан, затоа што вие ако немате способност да направите атмосфера на конгрес, колку да е тоа болно, и немате вие на тој конгрес легитимитет, односно немате членство, говори фактот дека тие политики се прочитани од членството на СДСМ. И второ, најстратешка грешка на СДСМ ќе биде промовирање на кандидат кој за себе има толку многу афери. ковид вакцини, горење на живи луѓе во Тетово, хируршките сали не се од вчера, проблемот на онкологија, тој мандат е на тие проблеми во здравството кои се разорни, се од мандатот на Венко Филипче, уште се амнестирано. И вие ако сакате да го инсталирате него, сакате да имате контрола во СДСМ и сакате да го користите СДСМ како своевиден пазар за нешто што можеби погрешно се направиле во државата. Господин Стефановски, со дека одржавте еден убав час, школски час, прв пат ми доаѓате во Гласот на народ и ќе биде задоволство за неколку дена, кога ќе почне самитот на НАТО, ево сега ви закажувам средно, во поголем формат, бидејќи сега сме 45 минути и верувам дека ќе ми биде гостин со уште еден експерт кој нема да го најавам сега, дека биде неексклузивен, а вашиот ранг. И благодарам многу што бевте благодарам на вас на можноста. И посакам добро здравје и успех. Имаме убави теми, може да ги дискутираме. Да, ние рековме дека за 2 недели повторно сте здрави во ова студио. Разговараме на поголем формат и за самитот во НАТО. Многу важен самит. Многу важен самит. Вие, почитувани гледачи, еве, за прв пат имаме можност да го поканеме господинот Милан Стефановски, военно-политички аналитичар, од ова актуелно збидување државата што ни се случува, не знаеме зашто повеќе побрзо да дискутираме, но како и да е, начнавме, а ќе финишираме за самитот на НАТО што ќе се случи на крајот на месецот, така да. Бидете ми живи и здрави. Сакам да ве поздравам. Навистина заветна како песна, еден наш
патокас кој секојаш не буди и ни го дава вистинскиот компас, правецниот компас од каде треба да се движиме. Нека биде тоа поздрав и до нашата асистентка Кристина со заветно. Бите ми живи и здрави, тоа беше Милан Стефановски, военно-политички аналитичар, кој ќе ни дојде за, речиси, 14 дена во нашата студија. Пријатна вечер. Negde ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода по... Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот. Со Слободан Томич ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.